Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е емисијата Визави на програмата на ТВ каналот Виса. Наш и ваш гостин во ова издание на емисијата Очи во очи е пратеникот Славе Гошев. Гошев, пратениче, добро вечер, добро дојдовте на програмата на ТВ каналот Виса. Добро вечер и добро ве најдов после одреден временски период, еве не повторно со вас и пред гледачите на телевизија ВИС. Во улога на пратеник, но во ова издание на емисијата Визави, имајќи во предвид дека сте и претседател на ракометниот клуб Струмица Зоми Макем, кој што испишува едни нови страници во струмичкиот спорт и во струмичкиот ракомет, ќе зборуваме и за спортот, но малку подоцна. Во ова издание на емисијата на ТВ каналот ВИС Визави се разбира ќе зборуваме за она што е актуелно на политичка и план, за она како постизборни резултати од последните локални избори, бидејќи пратеникот Гошев беше и шеф на изборниот штаб на кандидатот за градоначелник од ВМРО ДПМН Васил Пишев. Ќе зборуваме за владините проекти кои што треба да се реализираат или се реализираат во Струмица, но ќе зборуваме и за спортот. Но за спортот во вториот дел од емисијата, така што наша покана е да не следите во наредниве 70 на минути, се разбира доколку имате интерес да слушнете што е она актуелно на политички план, но и што е она актуелно на спортски план поврзано со ракометот. Значи да направиме, односно разграничивме за што ќе зборуваме, во првите неколку минути ќе зборуваме за политиката, но имајќи во предвид дека во самата најава реков дека сте и пратеник, бевте и шеф на изборен штаб за време на локални избори, паралелно и претседател на ракометниот клуб Струмица Зоми Макем. На што сте повеќе сконцентриран во даденава ситуација? Или пак во изминативе 2 месеци? На политиката, на спортот, на семејството, на што? Не, значи јас сум професионален политичар, како што знаете и според Законот за собрание на Република Македонија, ние како пратеници не смееме да имаме други платени функции, освен функцијата пратеник во собрание на Република Македонија. Така во тој дел јас сум многу начисто дека јас сум првенствено политичар, кој што благодарение на политиката ја заработува и својата плата. Спортот е нешто сосема друго за кое што сега не сакам и да зборувам, како што рековте и вие сами во најавата. Тоа ќе го зборуваме во оној втор дел од емисијата. Тоа е според мене општествена одговорност, тоа е нешто многу по-хумано кое што го работиме, кое што нашата функција ни го дозволува тоа да го работиме, така да секако ако веќе одредуваме кој е она за кое што јас повеќе го трошам моето време и на кое што сум повеќе сконцентриран, секако е политиката, семејството, спортот и така натаму се дел од сите тие мои секојдневни активности. Ако не бевте пратеник, ќе бевте ли во спортот? Ако не бе, јас сум во спортот уште од дете. Значи, мојата фамилија е тесно поврзана со ракометот, ма секако јас сум поранешен ракометар, во своите средношколски денови 3 години играв ракомет. Меѓутоа сигурно можеби нема да бе во оваа ситуација која што е сега. Јас токму ситуацијата во која што се најдов, а тоа е пратеник во собранието на Република Македонија, сакав да ја искористам да помогнам за спортот. И токму затоа и станав претседател на ракометниот клуб и ги бележиме овие успеси за кои што вие пред малку спомнавте. Се промени ли Гошев откако стана пратеник? Значи се промени начинот на живот на Гошев. Инаку Гошев е повторно тој истиот млад човек од Струмица, фамилиарен човек, татко на 2 деца, љубител на оние работи кои што ги сакаат сите млади луѓе, љубител на спортот, љубител на музиката, културата, дружењето со пријателите и така натаму. Меѓутоа работата која што сега ја работиме не измени во смисол на немање на време. На посветување доволно на пријателите, на посветување на семејството, на посветување на оние работи кои што можеби кога би имали време би ги работеле повеќе. Значи функцијата пратеник, она професионална функција пратеник не дозволува многу слободно време, значи поголемиот дел од денот од неделата се извинувам, значи од понеделник до петок ние сме практично ангажирани во Скопје на присуство на седници, присуство на комисии, работни тела и органи кои што се во склоп на собранието на Република Македонија, патуваме секојдневно од Сабајле заминуваме за Скопје, навечер во зависност од врските се прибираме малце подоцна или порано и така натаму, така да во тој дел се смени практично начинот на живот. Меѓутоа, тоа го налагаат професионалните обврски за кои што сме се нафатиле доброволно, се разбира. И посебно кога сте од владеачката партија? Да, посебно кога сте од владеачка партија, тогаш вашата одговорност е уште поголема, затоа што и барањата на граѓаните се уште поголеми, така да во тој дел навистина се смени многу во овие последни 2 години во мојот живот.
Добро, кога веќе имате одговорност пред се како народен избраник, се разбира на последните парламентарни избори, имате ли време за да се посветите на семејството, на пријателите? Имате ли време за слободни активности? Да не се повторам во одговорот на моето претходно прашање. Значи не, имајќи во преди дека значи времето кое што и кога го доаѓате овде, да. предпоставам господине Гошев дека ве бараат да ви се обратат, да свршите некоја работа. Господине Трајков, значи еден мој работен ден, нормален работен ден започнува во 8 часот со влегување во автомобилот и тргнување за Скопје. Ако имаме седници, се задржуваме до 18-19 часот, ако имаме комисија, обично завршуваме од 14 до 15 часот. Така. После повторно имаме 2 сати враќање назад, влегување дома и потоа почнуваат состаноците и барањата за средби со граѓаните. Дали се тоа пријатели, дали се тоа партиски, нели колеги, дали се тоа нормални граѓани кои што имаат одредени потреби и практично оној временски период кој што го посветуваме на фамилијата, за жал е најмалото нешто и не само јас, претпоставам секој човек кој што решил професионално да се занимава со политика, затоа што имате политичари кои што можеби и не мора да се гледаат со граѓаните, не ја разбират така политиката. Многу малци имаат слободно време. Она реално слободно време во кое што вие би се занимавале со фамилијата, ќе го посветите на фамилијата, ќе го посветите на одредено хоби кое што ве исполнува и така натаму. Тоа можеби да се случи сабота недела, меѓутоа обично сабота недела повторно сме поврзани со некои активности, дали е тоа централен одбор, дали е тоа приемен ден во пратеничката канцеларија, дали е посета на одредени населени места, одредени настани кои што се случуваат во текот на викендот, дали се спортски, дали се културни и така натаму, така да она вистинско слободно време кое што треба да го посветите на фамилијата е практично сведено на минимум и за жал тоа е цената на политиката. Значи и секоја друга работа си има свои добри, меѓутоа и свои лоши страни. Ако ја гледаме политиката, како занает, бидејќи реков дека нели професионално се занимавам јас со тоа, не можам да кажам и ќе нема да бидам чесен спрема вас и граѓаните да кажам дека ние немаме одреден бенефит. Значи ние имаме солидни финансиски примања и така натаму. Меѓутоа има и многу негативности. Значи првата и основна е тоа што ние практично немаме никакво слободно време кое што би можеле да го посветиме на децата. Јас се уште не знам мојата керка кои се тие лекции што ги учи, да одам да ја однесам на училиште, да ја вратам, тоа е сведено на минимум. И оние ретки моменти на слободно време ги користам токму за таа. Така. Добро, рековте дека дел од слободното време го користите и за средба со граѓаните. Успеавте ли да воспоставите на комуникација со струмичани и впрочем на што најмногу ви се обраќаат? Да не кажам, ви се жалат, ви сугерираат за некои одредени работи, што бара струмичани од вас? Значи така, вие добро знаете дека со самото завршување на изборите 2011, јас сум моите двајца колеги од Струмица, од пратеничката група на ВМРО ДПМН, отворивме канцеларија за пратеници. Во таа канцеларија си има вработено луѓе кои што работат секој ден од 11 до 16 часот. Таму граѓаните се запишуваат, за приемните денови обично ги правиме во сабота од 10 до 12 часот. Се менуваме со колегите во зависност од нашите обврски, слободно време и така натаму. И морам да кажам дека лично сум задоволен од одзивот на граѓаните. И сега барањата на граѓаните се практично не барања кои се поставуваат на секој политичар. А тоа е од делот на вработување, социјални помошти, барања за одредени решавање на одредени институционални проблеми кои што се среќаваат луѓето секојдневно. Имаме исто така, морам да потенцирам и делот одредени невладени организации или граѓани кои сугерираат за одредени проекти. Дел од тие проекти ние ги вметнавме во изборната програма за последните локални избори. Дел од тие проекти стана и владени проекти и така натаму. Значи има се и се што. Значи доаѓаат луѓето со најразлични барања, со најразлични идеи. Дел од тие барања ние можеме да им ги решиме. Дел од тие барања реално не се решливи. Јас воспоставив еден принцип на работа на искреност. Значи, многу е лошо кога на човек ќе му ветувате постојано на работа која што вие самите лично во себе сте свесни дека не може да го реши. Значи, ние имаме многу случаи кога луѓето ги поминале сите степени на одлучување во државата, поминале не сите институции и на крај доаѓаат кај вас и ви велат вие пратеничи ако сакате може да ја завршите работата. Меѓутоа ако не, значи не сакате. Не е така.
Значи јас да сум магепсник, ниту можам сите луѓе да ги вработам, ниту можам да ги решам сите проблеми. И во тој дел јас настапувам многу искрено и честно. Им кажам дека луѓе, видете, ако вие сте можеле до сега да го решите тој проблем, вие ќе сте го решили. Немаше да доаѓате кај мене. Моје, ако е одредена институција затаила во својата работа, јас да ја поттикнам побрзо да ја заврши. Меѓутоа јас ниту можам, ниту сакам, ниту смеам. Како представник на законодавниот дом, да го натерам некој од раководителите да направи некоја работа која што е спротивно на законот. А таа работа би се решила само на тој начин. Така да тоа е сега реакциите. Селективни ли сте во барањата со граѓаните? Не, апсолутно не. Значи, целта на канцеларијата беше токму таа. Да не вршиме ние прием во партискиот штаб на ВМРО-ДПМНЕ. Значи, ние имаме контакти и средби во партискиот штаб. Меѓутоа во партискиот штаб имаме контакти и средби исклучиво со членовите на ВМРО-ДПМНЕ. Така. Канцеларијата е отворена канцеларија за сите граѓани без разлика на нивната партиска, верска и така натаму определба. Или луѓе кои што воопшто не се партиски определени. Тоа е и целта на канцеларијата. Инаку зошто би ја отварале? Би ги примале сите членови на ВМРО-ДПМНЕ во општинскиот комитет или во одреден канцеларија на месен комитет и тогаш нема потреба од таква канцеларија. Значи воопшто секој, јас не ни знам со кога ќе имам средба, значи вработените во канцеларијата секојдневно забележуваат со име, презиме, телефонски број луѓе кои ќе се заинтересирани за прием. Во саботата, кој ќе им кажем јас дека од 11 до 13 часа сум слободен, тие ги повикуваат, јас дел од луѓето и не ги ни познавам кои што доаѓаат на прием. И навистина имаме доста голем број на луѓе кои што воопшто не се партиски определени, има одреден дел на луѓе кои што се и гласачи на СДСМ, меѓутоа кои што имаат проблеми во одредени институции и исто така нормално и членови на ВМРО-ДПМНЕ. Така да во тој дел воопшто ниту сакам, ниту пак имам намера во иднина да вршам било каква селекција. Така. Рече си 2 години, ако не се лажам, приближно 2 години. Без малку, да, 5 јуни беа изборите. 2 години сте пратеник. Има ли за одредена ситуација на што сте посебно горд, што сте излобирале пред владата или пак на што сте посебно горди како пратеничка функција што досега сте успеале преку вашиот авторитет да помогнете и на струмици или на струмичани? Има ли такви случаи? Не, значи имаме ние доста голем број на проекти кои што се реализирани во општина Струмица, иако постојано се ствара некоја фама дека Струмица, затоа што е градоначалникот од СДСМ, ја избегнува централната власт и така натаму, тоа воопшто не е точно. Значи, јас заедно со моите колеги во изборната програма на ВМРО-ДПМНЕ 2011, изборите беа на 5 јуни, значи без малку 2 години од кога заврши изборите, од кога почна мојот мандат, имавме зацртено одредени капитални проекти кои што мора да се завршат. Тука пред себе го спомнал патот Струмица-Радовиш. Тој е легендарен пат, тој се гради 50 години. Го ветуваат не знам колку социјалистички и колку демократски влади. Јас сум посебен горд, без разлика на проблемите кои што беа. Значи, кои што на обичниот граѓан не му значат ништо. Дали фирмата се откажала, па имало нов тендер, тие по нас кажуваат дека патот мора да се направи. Значи, токму благодарение на нашето лобирање и на разбирањето пред се на министерот Ставревски и премиерот Груевски, денеска ние конечно коцката ја ставивме во историја. И не само што ја ставивме во историја, туку и на коцката ставивме нов асфалт, за да не се оштетува ова алтернативно патно решение. Исто така сум горд што дефинитивно од наредната недела излегува тендерот за изградба на стариот Струмички театар. Значи тоа е еден проект за кој што јас лично многу вложив, и како претседател на општинскиот комитет, меѓутоа и како пратеник. И парите во буџетот за оваа година се обезбедени, тоа е повеќе годишна наменска тендерска документација, која што треба да биде околу изведување на проектот. Тргнавме од нула, од идеен проект, ги завршивме сите оние постапки, околу идеен проект, основен проект и така натаму. Дефинитивно, денеска или утре на страницата на Бирото за јавни набавки треба да излезе тендерската документација, на која што имаат рок од 5 дена одредени изведувачи да дадат одредени примедби, и после тоа излегува главниот тендер, кој што би требал некаде 20 дена. Нормално сега тука има процедури, забелешки, жалби и така натаму, меѓутоа како и да е, најкасно август, септември, конечно треба да почне изградбата на стариот Струмички театар, што мене посебно ме прави горд како стар струмичанец и како човек кој што лично се залагал и промовирал тој проект.
Значи тука се и спортските сали, знаете спортската сала во Куклиш, како што ја ветивме на парламентарните избори, јас бев дел од луѓето кои што ја фрлја и првата лопата, меѓутоа бев дел и од луѓето кои што ја сече лентата, тоа е исто така проект кој што го ветивме и го остваривме, исто така ако не беа одредени застои од страна на локалната самоуправа, досега веќе требаше да ја отворивме и салата во Средното земјоделско училиште, да не зборувам за одредени патни правци како Струмица Попчево, кој што локалната власт вели дека не, тоа не е проект на владата, тоа е проект на општина Струмица, меѓутоа јас велам вака. Значи вистината секогаш излегува на виделина. Вие може да манипулирате еднаш, два пати, три пати, некој да не ви спомне ништо, па да ви сами поверувате во вашата вистина. Меѓутоа фактот е сосема друг. Кој е изведувач на тие работи? Тоа е Агенцијата за државни патишта. Кој го распиша тендерот? Како може општина Струмица да инвестира? Општина Струмица имаше само задача да даде проект кој што е можеби една 20 од вкупниот во финансиска гледна точка. Тоа се средства од ЕБРД и Светска банка за кое што владата гарантира и ги дава грант на сите општини. Општините има само задача да, нели, учествуваат со одредени проекти. Тука е и патот, нели, спрема Банско и така натаму. Значи одредени проекти на кои што сум исто така посебно горд и кои што ќе се задржиме малку подоцна за и околу активностите, проектите и престојните проекти кои што актуелната влада планира да ги сработи овде во Струмица. Почитувани гледачи, ова емисијата Визави на програмата на ТВ каналот ВИС, пратеникот од ВМРО ДПМН Славе Гошев, наш и ваш гостин. Вториот дел од ова наше, односно од оваа емисија или од овој наш разговор би сакал да го посветам на локалните избори 2013, каде што вие бевте шеф на изборниот штаб на кандидатот за градоначелник или пак впрочем на овие локални избори. Нов пораз на ВМРО ДПМН овде во Струмица. Според вас, кои се причините? Дали тоа во вашите редови ги согледавте причините? Дали тоа сметате дека пред вас имавте еден кандидат за градоначелник од спротивната политичка партија кој што веќе беше на оваа функција, или пак, ако не се лажам, во една прилика токму од оваа позиција рековте дека и медиумите имаа влијание за ваквиот висок рейтинг на политичарот од противничкиот табор, а тоа е Зоран Заев. Кои беа причините според вас? Еден месец поминаа локалните избори за новиот пораз кој што ВМРО ДПМН го претрпе овде во Струмица. Добро, изборите поминаа, нели? Првиот круг во Струмица два пати се глаше, на 7 април со оние прегласувања. Јас искрено како политичар се радувам затоа што помина во една фер и демократска атмосфера. Имаше одредени многу ситни инциденти кои што практично не влијае на целиот исход на ниту на изборната кампања, ниту на изборите, ниту пак веројатно не на резултатот. Сакам да кажам дека од таа страна сум задоволен. Знаете вие дека јас ја презедов функцијата шеф на изборен штаб, што практично значи прв човек на ВМРО ДПМН во изборната кампања. Функција која што е многу одговорна, функција која што значи многу голема посветеност. Оваа кампања беше најдолга кампања, бидејќи ако се вратиме назад, ВМРО ДПМН меѓу првите го кандидираше господинот Пишев како кандидат за градоначелник за Струмица и веднаш со неговото кандидирање почна таа кампања. Значи тоа значише многу време, многу енергија, исцрпеност од наша страна и така натаму. Меѓутоа, јас сум задоволен од едно друго. Задоволен сум дека политиката не е спорт. И пред да го кажам, нели, од тоа што сум задоволен како вовед, не постои добро второ место. Знаете, во спортот ако освоите второ место се смета за успех. Во политиката или добивате или губите. Меѓутоа сум задоволен затоа што јас лично, а и членовите на ВМРО ДПМН не се осеќаат како губитници. Јас се осеќам лично, ако ме прашате, бидејќи баравте лично мои, нели, мислење, јас не можам и да го кажам партискиот став, бидејќи не сум компетентен за таа работа. Јас се осеќам како морален победник на овие избори. Прво успеавме да го струшиме митот на Заев. Дека е непобедлив, дека во секој момент да излезе на избори ќе победи со 8 до 10.000 разлика, тоа беа негови зборови. Ние изгубивме за советничка листа разликата партиска, кај што нели се мерат рейтинзите на партиите за нек полно 1000 гласа. Една година, претходна година и пол на парламентарните изгубивме за 2300 гласа. Што значи дека имаме огромен напредок на гласови во општина Струмица. За прв пат ВМРО ДПМН е во Струмица, значи за прв пат освои 17.500 гласа.
што е значи резултат кој што во изминатите 23 години не се повторил. Тоа е причина за кое што јас лично не се чувствувам како губитник на овие избори, туку се чувствувам како морален победник, иако во никој случај не ја оспорувам победата на господинот Зоран Заев. Да, но во секој случај вие сте опозиција сега во Логови. Да, значи јас реков морален победник. Во ниедна ситуација не ја оспорувам. Практично и нашиот кандидат излезе после прегласувањето како што е фер и демократски во секоја културна земја да му ја честита победата на својот против кандидат. И во тој дел воопшто не спорам. Ако не влегуваме во причините, немам конкретно одредена причина поради која јас би рекол зошто Зоран Заев победил по трет пат. Значи не, прашањето беше нов пораз на ВМРО ДПМН. Кои се причините? Не, кои се причините Зоран Заев што победил? Причините за вашиот пораз. Дали значи, вие си ги испроанализиравте во значи ние ги анализиравме комплетно целата и изборна кампања и текот на изборните процеси. Во тој дел не можеме да одредиме кој е директно виновен или кој е она основна причина поради која ВМРО ДПМН бил поразен. Токму од тие причини што ние, повторно кажувам, дека не се ни осеќаме како вистински губитници. Можеби ситуацијата ќе беше многу поинаква ако не изгубивме со 6, 7, 8 илјади гласови, тогаш навистина тоа ќе беше втор дебакал на ВМРО ДПМН, не пораз, туку дебакал. Меѓутоа сега во оваа ситуација јас лично ако ме прашувате и не би ги барал причините, туку би продолжил понатаму со тоа темпо на работа, со тоа обединување кое што се случи на членството на ВМРО ДПМН, тие 17.500 гласа не дојдоа туку така, туку навистина ова е прва кампања во која што ВМРО ДПМН беше навистина обединето. И постоеше желба и жарка и луѓето да се сработи за да се победи. И затоа ние, јас уште од самиот почеток, кога се нафатик на функцијата шеф на изборен штаб, знаев дека, гледајќи го жарот кај луѓето, гледајќи го со кој елан тие работат, знаев дека нема да изгубиме. Или пак поразот ќе биде многу мал. И воопшто не ме загрижуваат тие јавни повици дека еве готово е, Струмица губи, 8.000 разлика, 10.000 разлика. Ни 8, ни 10, 1000 гласа е разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, што ни е доволен мотив да продолжиме таму кај што застанавме. Просете, повеќе гласови добивте за советнички листи или за кандидатот за градоначелник? Повеќе гласови добивме за советничка листа во однос на гласовите за градоначелник. Имате ли овде, направивте ли анализа, дали значи, мислите дека можем да го беше кажем, по-добра советничката листа или пак имавте лош кандидат за градоначелник? Не знам. Не гледаме аз така. Ниту навистина ние имавме значи навистина ако ја гледаме советничката листа на ВМРО ДПМН и советничката листа на СДСМ, тогаш можеби околу 4 до 5.000 разлика требаше да биде во полза на ВМРО ДПМН ако одивме по квалитетот на листата и еве на пример споредете ги носителите и така натаму, кои беа на листата на ВМРО ДПМН, кои се на СДСМ. Меѓутоа тоа е нешто сосема друго. Не е одлучувачко, можеби е фактор за добивање на одредени гласови, меѓутоа не е одлучувачко. Јас мислам, мое лично мислење е дека на почетокот на кампањата Зоран Заев влезе многу лабаво во оваа изборна кампања. Практично Струмица му беше според него сигурна. Првиот митинг овде со 2-3 илјади луѓе. Ги преброивте ли? Па добро, тоа не е ништо страшно, значи се знае квадратура, се знае на еден квадрат колку е максималниот број на луѓе што може да стое, тоа е математика. Не, вообичаено за време на изборите, на кампањата се шпекулираа бројки, па затоа ме интересираше како ги броја. Еве кампањата е завршена, објавете ги снимките, ќе видите која е таа квадратура и отприлика бројката. Сега вие не може да кажете дека имало 2864, ели? Ви значат ли тие колку луѓе? Не ми значи, не ми беше воопшто целта таа, туку ми беше целта неговиот повик. Рековте дека лабаво ја почна он. Да, јас лично мислам дека ја почна лабаво кампањата затоа што беше сигурен во неговата победа и онај прв повик нивни од митингот овде, на кој што не е важно колку луѓе биле присутни, не ми беше тоа поентата, изјави дека сигурно победуваме 10.000 разлика сме моментално. До крај, еден сегмент, пратениче Гошев, до последен момент СДСМ не знаеше дали ќе одат на локални избори. Наспроти вие кои што пред Нова година почнавте со така наречената заскриена кампања. Да, меѓутоа, видете сега, тоа може да го кажете, например, за Берово или да го кажете за Штип. Меѓутоа, тоа да го кажете за Струмица не ви држи. Зошто? Ама така беше. Зошто? Затоа што
господинот Зоран Заев беше актуелен градоначелник. И тој си е во кампања Апсолутно. целиот Апсолутно. 4-годишен период. Така е. Значи не може не му значи дали ќе јас се зачудив и за една втора Ама работа вие велите дека лабаво нели почне. Не, значи прво не се тој знаеш тој дали- влезе во изборна кампања без програма, што за мене е несфатливо. Значи, јас го разбирам да влезе во кампања без програма, ако се сеќавате, програмата беше промовирана 10 дена од почетокот на кампањата. Меѓутоа, вие да сте 2 мандати градоначелник и да не знаете што ќе сработите во третиот и да ви треба 10 дена за да помине во изборната кампања, па после тоа да вадите изборна програма, тука има две работи. Збориме Или за немате ДПМН, пратениче Гошев. Реков дека вие почнавте кампањата многу предвремено, нели, зборуваме сега Не, за ќе се вратам и нова. поразот. Значи, ќе се вратам и нова. Поентата ми беше Да. сосема нешто друго. Значи, не можеме ние да бараме алиби во резултатот на Зоран Заев или тесната победа на СДСМ во Струмица со тоа што тие почеле покасно кампањата. Тоа за Струмица не треба да важи затоа што тие беа владеачка партија на локално ниво и се уште овде во Струмица. Меѓутоа, моето лично мислење, зошто се случи, например, Зоран Заев да има повеќе гласови од советничката листа на СДСМ, или пак Васил Пишев да има помалце гласови од советничката листа на ВМРО, да помне дека последната недела, после нивното лабаво влегување во кампања и посветеност повеќе на околните општини од Југоисточна Македонија, тие видоа дека работата и не им е толку сигурна. И после последната недела се направи оној притисок и врз одредени структури, вработени во образование, комуналец, па делење во петок самиот ден пред молкот на субвенции за плаќање на вода и така натаму, врз граѓаните обидувајќи ги да гласат за Зоран Заев, бидејќи главата на Зоран Заев беше во игра, занемарувајќи ја малце советничката листа. Во тој дел, јас, тоа е мое лично мислење, вие тоа го баравте од мене, мислам дека на тоа се должи пред се поголемиот број на гласови на Зоран Заев во однос на советничката листа на СДСМ, а помалиот број на гласови на Васил Пишев во однос на советничката листа на ВМРО. Мене ми беше да прашањето за вашите, не за останатиот, но во секој случај тоа е вашиот став. Пред малку зачнавте дека нели работевте на терен. Колку имаше влијание тоа што за време на изборна кампања се делеа субвенции? Имаше ли влијание тоа, според вас? Видете сега, значи, ако кажам дека немало, не е честно. Меѓутоа, има една разлика. Значи, ВМРО ДПМН дели субвенции и тогаш кога се избори и тогаш кога не се избори. И ние субвенциите ги делиме врз основа на годишна програма и план на платежната агенција. Се случи во периодот март да се поделат субвенции на одредени земјоделци за претходната година. Исто така се случи покачување на пензиите на пензионерите, меѓутоа проект кој што беше најавен година дена однапред. Да. Значи, дали тоа имало влијание? Веројатно имало одредено Да, влијание. но Меѓутоа не можете да кажете е до 31 јуни или кој беше? не, рокот за исплата за претходната година до 31 јуни, меѓутоа нема ништо лошо во тоа земјоделците да си ги земат своите често спечалени пари Сигурно. кои што државата им ги дава, нели? Во јануари можело, нели? Јас сакам да ви кажам што е нечесно во тој дел. Нечесно е вие да давате субвенции за вода на одлука на Совет помината многу порано во петок, ден пред молкот, пред првиот круг. И тоа пази, да ги делат и луѓе кои што не се вработени во комуналец. Туку се партиски активисти на СДСМ. Тоа е нечесно делење на субвенции. Згора на тоа комуналец и денеска нема земано плата за март. Комуналец во понеделник им беше исклучена струјата од страна на Евана на управната зграда и комуналец е предпријатие кое што тоне. Зошто? Затоа што има енормно зголемено вработување, а намалени ингеренции. Тоа е нечесно според мене. Значи нечесно делење на субвенции еден ден пред изборниот молк и на тој начин свесно подкупување на гласачкото тело. А дали субвенциите за земјоделие биле поделени во текот на изборната кампања? Субвенции денеска се делат. Ама јас не гледам дека денеска се делат субвенции за вода. Тоа е според мене нечесно делење на субвенции. Тоа го поставив прашање за и околу субвенциите, бидејќи ако не се лажам податоците покажуваат дека ВМРО ДПМН поречиси сите села доби гласови на последните локални избори, односно водеш или грешка сум јас.
Не, например, ако мислите на руралните општини, ја изгубивме Ранковци. Да, една од општините кај што победи СДСМ. Јас не ги делам луѓето, мислам гласовите не ги делам на рурални и градски. Мојот и вашиот глас е исти. Дали е кај вас гласот даден во одредено рурално подрачје или во централното градско подрачје, на крајот кога ги собираме гласовите, мојот и вашиот глас е ист. Да, но повише субвенции добиваат од селата. Меѓутоа, не, тоа не е спорно, меѓутоа не заборавајте дека ВМРО ДПМН победи и во најголемите градови. Значи, Скопје, кај што нема субвенции, Битола, кај што нема субвенции, Штип, Прилеп и сите градски средини, Велес, кои се другите градови, Кочени и така натаму, секаде победи ВМРО ДПМН. Јас ќе ви кажам, еве за пример Струмица. Значи, во однос на резултатите од 2011 ние практично ги потврдивме нашите гласови во населените места. Зборувам за општина Струмица. Меѓутоа, со 1600 гласа имаме повеќе токму во градот. Во избирачките места кои што се дел од централното градско подрачје. Ние овие последни избори, значи имаме победа на неколку избирачки места во градот Струмица. Јас победив во моето избирачко место, кое што е централно градско подрачје. Победивме во избирачкото место Глувонемик, што е централно градско подрачје, кое што го опфаќа и собранието на Република Македонија. Така да мислам дека овој пат ВМРО ДПМН во Струмица направи подобар резултат отколку во руралните средини. Добро, и самите бројка на разлика во гласовите го кажува сето тоа. Значи, се уште ги немат утврдено причините зошто ВМРО ДПМН претрпе пораз во Струмица. Не, јас морални победници. Не сакам сега да зборувам во име на општинскиот комитет и така натаму. Јас ви кажав кој е моето мислење на таа тема. Така. Бевте шеф на изборниот штаб. Славе Гошев реализираше една интензивна негативна кампања. Добро. Зошто? Сега вака, што подразбирате вие под негативна кампања? Еве вака, значи, ако е негативна кампања, изнесување на легитимни судски одлуки, кои што се информации од јавен карактер и кои што може да се најдат, например, на веб сајтот на Основниот суд Струмица, и предучување на граѓаните, еве се согласувам дека е негативна кампања. И да, тоа го реализирав. А според мене, негативна кампања е кога вие го омаловажувате вашиот противник со измислени тези. Со измислени аргументи, со податоци кои што не се вистински и така натаму. На тој начин го оцрнувате како политички противник, го деградирате и го намалувате неговиот рейтинг. Тоа е според мене негативната кампања. Има една работа која што јас како шеф на изборниот штаб свесно ја презадов. Значи јас свесно го презадов нападот на господинот Заев. И тоа го презадов не заради друго, туку заради тоа што сакав да го струшам лично митот на Заев. И сакав да докажам дека господинот Заев не е толку наивен колку што изгледа на телевизија. И дека работата на општината во најмала рака не е толку честна колку што сакаат тие да ја прикажат. И јас лично не го навредив него во ниеден мој прес. Во ниеден мој настап и пресконференција јас не излегов без да покажам одредени аргументи. Во ниеден. Вие бевте новинар кој што ги следевте изборите и фактот го знаете. Јас не сакав ни да го нападнам татко му на Зоран Заев, ниту неговата фамилија. И не го нападнав. Јас го нападнав принципот на работа на собранието на општина Струмица. Јас ја нападнав фирмата која што набавува храна за градинките каде што оди моето дете. Да докажам, по некоја случајност, директор таму е таткото на Зоран Заев. Инаку јас против човекот немам ништо лично. Јас го нападнав нивниот систем на работа. Дали дел од тоа луѓето го разбрале или не, е веќе друга тематика. Меѓутоа, јас знам дека ги охрабрив луѓето. Јас знам дека организирав 5 протестни митинзи секој ден, последната недела од кампањата, на која што јас стоев на чело. Првиот ден луѓето се крија со чадорите. Вториот, третиот, четвртиот, петиот, веќе петиот ни донесува 26 членски книжки на СДСМ. Јас
овозможив, благодарение на кампањата која што водев, луѓето гласно да размислуваат дека Зоран Заев па и не е толку. Колку што се прикажува. И во медиумите, и презентирано од вас, новинарите, меѓутоа како што и тој самиот се фали. И тоа се види на крајот на резултатот. Нашата кампања вроди плод. Ние ги охрабривме луѓето да зборуваат. Ние ги охрабривме луѓето да размислуваат. Значи, можеби тоа не беше доволно за победа. Меѓутоа, тоа имаше огромно влијание. Јас лично не нападнав никого. Добро, тогаш каква кампања? Меѓутоа, значи, извинете само да се дискушам, бидејќи ова е многу важен дел кој што и кружи низ, нели, низ градот и низ луѓето. Немаше личност која што ќе застане да ја води таа кампања. Ако мене ме прашувате лично, јас најмногу сакам да дискутирам за проекти, за општествена одговорност, за работи кои што се позитивни. Меѓутоа, во дадената ситуација, јас свесно го превземав врз мене ризикот дека дел од мојот рейтинг ќе биде драстично намален благодарение на изнесување на одредени факти. Бидејќи јас не кажав ништо што не е вистина. Меѓутоа, има одредена структура на луѓе кои што и вистината кога е во прашање Зоран Заев не сака да ја слушнат. Меѓутоа, кои одредени луѓе, тоа вроди со плод. И повторно ќе кажам, јас немам лично против ниту татко му, ниту брат му, ниту него лично, ниту против било кој. Јас само го напаѓам системот на работа на собранието на општина Струмица. Фирмата која што ја снабдува со храна, градинката во која ќе повторам оди и моето девојче. И кој што јаде од таа храна. Во ние на демократска земја. Каде што имаме развиена демократска свест, за вакви скандали се напушта функција. Јас сакав да презентирам модерен начин на политика. Дека ако ги имате фактите, треба да ги пренесете во јавност. За мене, кога зборувате за негативна кампања е, например, пресот на Панче Орцев, 2 дена пред изборите, кога излезе и вика вака: ако гласате за Васил Пишев, 5500 вработени од струмичкото стопанство ќе останат без работа. Зошто? Затоа што склучил пред договор со некоја бугарска фирма која што ја спонзорира неговата кампања, па ќе правиме споменик на Никола Карев од 4 милиони. Значи небулози измислици. Затоа човекот има пријава. Јас до ден денеска немам ниту една пријава. Затоа што знам дека до ден денеска јас спиам мирно, со чиста свест, иако кај одредени луѓе, можеби моите настапи има иритирачка, јас за тоа сум апсолутно свесен. Значи, вие свесно влеговте во таква кампања. Каква, впрочем, кампања водевте? Не, видете сега, значи, јас не сум дете од 6 години некој мене да ме манипулира. Така, значи, јас нормално дека ако сум превзел некоја активности... Каква кампања водеше Гошев? Значи, ВМРО ДПМН... Ако не е негативна. Значи, не е негативна, туку нашата кампања беше апсолутно, јас можам од овој сега временски период 2 месеци да кажам дека супериорна во однос на СДС. Во се. Од рекламните спотови, од емисиите кои што ги снимаше нашиот кандидат, од настаните кои што беа како протокол предвидени за тој ден, од митинзите, од она иновативна приколица со озвучување кој што е шетавме на градот, па они иновативни млади луѓе кои што свирија на и девојчиња кои што делеа флаери, па преку поставување на шатор во центарот на градот и секој дневно собирање во 19 часот, па после тоа нашите политички противници почнаа да го копираат. Преку првото представување во спортската сала, кој што повторно после беше ископирано од нашиот политички противник. Значи, ние имавме, и ова ќе би, можеби последната полупрофесионална кампања, не можам да кажам дека беше 100% професионална, меѓутоа од сега натаму ние го дигнавме реперот. На изборна кампања во Струмица и Струмичко. Од сега понатаму не може под оваа ниво. Значи, ние имавме една полупрофесионална, се понатаму ќе биде 100% професионална платена кампања. Видете ги, например, нашите спотови, нашите емисии, фамилиарната емисија на господинот Пишев, споредете ги со спотовите кои што ги правеше СДСМ. Значи, изгледа повеќе пари. Не е тоа до пари, тоа е до реализација и до идеи. Значи не ве кошта на реализират потребни се средства. Не, вас не ви требаат не знам какви средства за да вие поставите шатори, озвучување 40-50 млади момчиња и девојчиња да делат флаери низ Струмица, тоа не чини пари, тоа значи креативност, идеи. И јас во тој дел му благодарам на тимот кој што беше со мене. Тоа е мојот тим со кој што јас кога станав председател на општинскиот комитет, тоа е локалниот прес-центар на ВМРО ДПМН, со одредени исто така луѓе кои што беа вклучени во кампањата,
кои што беа креативците на кампањата. Ние немавме надворешен соработник, кој што ќе го плакеме од страна, па би коштало тоа не знам колку пари, не. Креативниот тим беа исклучиво млади луѓе од ВМРО-ДПМНЕ од Струмица. И во тој дел нашата кампања ја оценувам како многу позитивна и како кампања која што допринесе кон резултатот. За жал, морам да констатирам едно нешто. Дека поголемиот дел во медиумската кампања се сведе на она негативното, препукувањето. Многу малку простор одвоивме околу презентација на проектите кои што беа во програмите и на Васил Пишев и на Зоран Заев. Во тој дел исто така, јас сум убеден дека ние бевме супериорни во однос на СДС. Затоа што секој наш проект беше со буџет, секој наш проект беше со точно временски рок на реализација и така натаму во однос на нивните напишани проекти. Но имаше вашиот кандидат за градоначалник токму во телевизиската дебата да ги каже проектите, да се разговара за проектите, но не се појави. Значи, нашиот кандидат излезе 2 дена пред телевизиската дебата со едно свое обраќање во кој рече од кои причини ќе се појави или нема да се појави, во тој дел не сакам да навлегувам. Но вие бевте шеф на изборен штаб. Да, јас бев шеф на изборен штаб и меѓутоа, знаете како, ние сме колеги, сериозни политичари. Так. Мојот став беше исти со неговиот, така колку ваквата кампања што ја водеше ВМРО ДПМНЕ придонесе за поразот, односно моралната победа? Значи, кампањата е еден од одлучувачките фактори во сите избори, не само на овие локални избори и на општо централно ниво. Значи, за еден изборен резултат не е важно само случувањето на локално ниво, важни се и многу случувања кои се случуваат на централно ниво, одредени ситуации и така натаму. Мислам дека најдобриот резултат на ВМРО ДПМНЕ во Струмица беше благодарение и на кампањата, која што интензивно ја работевме некаде 2 до 3 месеци. Така. Добро, рече дека вашиот кандидат за градоначалник после изборите јавно излезе и му ја честиташе победата на Заев. Дали вие му ја честитавте победата на Заев? Да, со СМС порака. Да. Значи му ја честитавте, така? Апсолутно, па видете сега, ние сме... Јас сум човек кој што по убедување демократ. Зошто да не му ја честитам, мислам, не е тоа не прашувам. Воопшто чудно ни нешто ново. Значи, бидејќи само пред малку и вие рековте дека на медиумите излегуваше само препукување и затоа реков можеби тоа е перцепцијата што се створи благодарение нели на оние медиуми, меѓутоа јас немам ништо, јас и претходно ви одговорив. Јас против Зоран Заев како личност немам ништо против. Јас имам против начинот на работа на политичарот Зоран Заев и градоначалник на општина Струмица. Зошто би имал јас против човекот? Ниту во животот ми сгрешил, ниту му борчам, ниту ми борчи. Ниту сме имале заеднички работи, ниту сме имале некои конфликти. Најмалку спрема неговата фамилија или спрема одредени негови сработници. Јас го напаѓам принципот на работа на СДСМ и на Зоран Заев како градоначалник. А лично против него ниту сум имал, ниту имам намера да имам против. Од тие причини јас му ја честитав победата. И тоа не е нормално. И така треба да биде. Так. Со денот на завршување на изборите, ние сега треба да гледаме заедно дали можеме нешто да допринесеме за Струмица. Кампањата е кампања, кампањата трае 20 дена. Во кампањата... До повеќе од 20 дена беше... Добро, она е официјалниот дел, сега нели зборам официјалниот дел. Во кампањата може да се случат и такви работи. И напади, и омаловажување и така натаму. Меѓутоа јас сум најмногу против неаргументирани напади. Значи и за мене имаше исто напади. Меѓутоа никаде не излегоа никакви аргументи. Можеби во она негативна кампања која што ја спомнувавте, на крајот сакам да кажам дека единствено нешто како светла точка беше оној цртан филм кој што беше направен од страна на СДСМ за мене и за колегата Пишев, кој што навистина во оние, знаете, моменти неколку пати го гледав и ме изрелаксира, се изнасмеав од срце и им благодарам на дечките што биле стварно креативни во тој дел. Не сме гледали, не можеме. Гледајте го, значи нема да зажалите, ќе ви ја кажам адресата на така, каде да го погледнете. Сега да се вратиме на оние владени проекти и активности кои што ги сработивте, кои се тековни активности кои што владата на Република Македонија, нели да се навратиме на оној прв дел од емисијата, што ги реализира. Спомнавте некои за кои што посебно сте гор, тоа е патот Струмица Радовиш, Стариот театар, потоа
ако не се лажам, доработци, како го кажа, Струмица Попчево, Струмица новиот Попчево, пат, да. така. Само тие ли се проектите на кои што сте посебни горд или има некои кои што Не, се реализира овие се, значи, вака што посебно ти лежи овие претпоставам? се капитални проекти. Значи, тоа е капитален проект. Например, патот Струмица Радовиш чини 7,5 милиони евра. Тоа е капитален проект. Стариот Струмички театар според некои особни пресметки исто така би чинил неколку милиони евра. Значи, зборувам за такви капитални проекти. Спортската сала чини милион и пол евра. И меѓутоа владата на ВМРО ДПМН и она што нас не разликува од СДСМ е што ние работиме кога не се избори. Кампањата на ВМРО ДПМН е 4 години. Кампањата е секој ден. И така треба да настапиме спрема гласачите. Многу е лесно вие да отидете кај гласачот тогаш кога ви е вас потребен. Проблемот е да отидете тогаш кога вие сте му потребни на него, да бидете блиску до граѓаните. Значи тие се некои активности кои што јас во наредниот период ќе ги превземам. Зборувам личен мој ангажман, а кога е во однос на владата, сакам да ви кажам дека нели ова што го спомнав околу стариот Струмички театар, ќе има довршување дефинитивно на овој патен правец Ангелци Велјуса Водоча Баница, кое што е проблем на изведувачот Алпине, бидејќи со доаѓањето на господинот Љупчо Ѓоргиевски, поради нешто директор на катастар на Фондот за патишта, се раскинаа договорите со австрискиот изведувач Алпине заради пробивање на сите рокови. Сега се заврши повторниот тендер, мислам дека Граните фирмата која што ги има добиено, тие се 30 патни правци на ниво на држава и мислам дека во многу скоро време и тој патен правец кој што е во катастрофална ситуација од причини што почна да се работи, меѓутоа се запре некаде на половина, ќе се завршат. Исто така сакам да пофалам еден проект кој што не знам, мислам дека помине малку и во минута, тоа е повторно воведување на кино во Струмица. Значи добивање на најмодерна кино опрема на Домот на културата, она кино традиција што пред транзицијата во Струмица е постара од 100 години, која се занимале фамилијата Паджакови. Знаеме дека Ѓуљапо го има направено кино Балкан, со транзицијата тоа се претвори во дискотека и така натаму тој објект престана да врши својата основна функција, на тој начин престана и кинокултурата во Струмица. Сега конечно струмичани, благодарение на владата, благодарение на Министерството за култура, ќе имаат повторно можност да и се вратат на кинокултурата. Исто така имаме одредени закони кои што се во процедура на носење или се донесени, што значат поволности на пример земјоделците, за да може она земјиште кое што има под концесија да може да си го откупат, околу субвенционирање, големување стандардно секоја година за одредена сума на пари. Денеска имавме измени на законот за градежно земјиште, каде што може и терасите, доградбите на тераси, а веројатно има такви случаи во Струмица да може да се врши по 1 евро. Значи тековно владата си работи во остварување на својата програма која што има зацртано и сите тие закони кои што се носат се бенефит не само за сите граѓани на Република Македонија, меѓутоа и локално ние почнуваме со и работиме проекти кои што се од особено значење за општина Струмица. Значи мислам дека веќе дефинитивно салата во земјоделското училиште, општината е должна да го направи само партерното надворешно уредување, ќе ја пуштиме. Тоа е плюс уште еден објект за дополнителни спортски активности. Предвидени се уште 2 спортски сали да почнат со градба оваа година. Имаме неколку повеќе наменски игралишта и одредени инфраструктурни проекти. А индустријската зона кај Свидовица? Значи индустријската зона кај Свидовица, да, дефинитивно со завршувањето на изборот се одобрени средства за почеток. Веќе имаме заинтересирани и неколку странски инвеститори заради поволностите кои што владата ги овозможува на инвеститорите во овие технолошко-индустријски развојни зони. И мислам дека со директорот Виктор Мизо се видовме пред неколку дена во Скопје, разговаравме, оние имотно-правни работи се завршени, сега треба да излезе тендер за изведувач кој што ќе ги работи градежните активности во таа зона. Така, добро. Ќе прашав некако бавно да владините проекти, но во меѓувреме реков тебе за патот до Велјуса или со раскинување. Да, видете сега, значи јас кога го спомнав патот Струмица Радовиш на почетокот кажав нешто, тоа не ги интересира граѓаните. Граѓаните ги интересира дали проектот што вие сте го ветиле е завршен. Меѓутоа за да се реализира еден проект тоа е огромна процедура. Од основни проект, идеен, основен проект, па распишување на тендер, па знаете како сега тендерите во Република Македонија не се како порано, секој тендер си оди на електронска аукција.
на тие електронски аукции се случува да влегуваат фирми кои што реално немат капацитет да изведат одреден проект, меѓутоа се нафаќаат мислејќи дека ќе најдат подизведувачи и така натаму, и тоа доведува до апсолутно пробивање на одредени рокови, во кои што владата нема друг механизам освен да го раскине тендерот, меѓутоа пак раскинувањето на тендерот значи дополнителна 6 до 7 месеци нова постапка, повторен избор на нов изведувач и така натаму, така да од тие одредени такви причини имаше на вистина застој во одредени проекти, меѓутоа има една работа која што е огромна вистина и тоа ниту нашиот политички конкурент например не ни го спорува. А тоа е дека нешто кога ВМРО ДПМН и премиерот Груевски ветил го остварува. Дали во рокот кој што го ветил од 6 или 8-9 месеци се реализира. Немаме ние проект кој што оставен на половина. Или кој што започнал да се реализира пред одредени избори, арнама затоа што ВМРО ДПМН изгубил во Струмица, па проектот нели се запира. Тако беше на пример Куклиш-Банско, знаете, 2009 пред локалните избори го почнавме после, иако ги загубивме изборите и тогаш се реализира. Спортската сала ја почнавме минатите парламентарни избори, еве пред овие локални ја пуштивме. Така да патот Струмица Радовиш и така натаму, значи сите проекти се реализираат. И веќе граѓаните гласаат за програма. Не гласаат на основа на лажни ветувања и на добри намери на одредени политичари. Тоа е придобивката која што една од многуте придобивки кои што имам благодарение на премиерот Груевски и на владењето на ВМРО ДПМН на овие 7 години. И упоштено прашање за крај од овој дел од емисијата. Кои се оние први проекти, односно први проекти или нешто за што ќе се заложите со вашиот авторитет како Гошев да го сработите во наредниот период, бидејќи како што рековте пред 5 минути, имајќи ве предвид она моја кампања и одговорност што ја преземав за време на локалните избори и го жртвував мојот рейтинг да падне, кои се оние проекти кои што ќе ги превземете да ги реализирате за да повторно го набилате вашиот рейтинг? Добро, се она паѓање и билдање на рейтинзи треба да го земеме во наводници. Не, тоа јас го осеќам и тоа сум свесен како политичар дека кога излегувате на пресконференции со теми кои што не се позитивни, туку се критички ориентирани спрема вашиот политички противник, има дел од структурата на таа политичка партија која што вас ве гледа веќе како непријател или ве гледа во негативен контекст. И врз основа на тоа е нормално да имате одредено намалување на довербата кај граѓаните токму од таа структура на луѓе. И јас за тоа сум апсолутно свесен и ден денеска и после една година ќе го кажам истото. Славе Гошев ќе превзема прво моите активности во наредниот период ќе ги поделам на два дела. Едната е партиска, другата е општествено одговорна. Во партискиот дел имам намера да работам повеќе со младите структури на партијата. Како пратеник и како пратеничка канцеларија имам апсолутен легитимитет да покренам одредени проекти. И јас, например, сакам да парципирам во делот на неформално образование со млади луѓе, значи предавање на најразлични теми и области. Потоа сакам да го вратам оној идеолошки дух во ВМРО ДПМН, бидејќи младите генерации тоа не го знаат. Например, не само младите генерации, можеби најголемиот дел од струмичани не знаат, например, кој е Стојан Ѓоргиев. Стојан Ѓоргиев е основачот на ВМРО, зборувам историското ВМРО ДПМН како наследник на тоа ВМРО и прв соработник на Гоце Делчев во Струмица и Струмичкиот регион. Тој бил учител, писмен човек, прв соработник на Гоце Делчев, основач на организацијата за Струмичкиот округ и човек кој што и ден денеска има гроб во Струмичката гробишта кој што многу малку луѓе знаат. Добро. Или на пример кој бил Христо Чернопеев или кои биле одредени Стојан Ковачев, основачот на ВМРО ДПМН. Сега зборувате како зборувам како во партискиот дел кои ќе бидат моите заложби во наредниот период. Значи повеќе работа со одредени структури околу млади структури, околу неформалното образование и околу идеолошката матрица на ВМРО ДПМН. Како пратеник во собранието за Струмица? Значи во вториот дел кој што го поделив како општествена одговорност, како пратеник во собранието на општина Струмица, апсолутно ќе се залагам за целосна реализација на сите предвидени проекти од програмата на ВМРО ДПМН во 2011 година. За театарот го спомнав и пред малку, да не се повторуваме по неколку пати. Исто тука е системот за наводнување на Маркова брана, за Куклишко, Свидовско и Балдовско поле,
кое што е во напредна фаза и за кое што минатата година имавме издвоено 800.000 евра во делот за рурален развој, меѓутоа за жал се случи она што обично ги кочи таквите проекти како што е патот Ангелци Велјус. Неразчистени имотно-правни односи. Значи, јас не можам да разберам делот луѓето. Значи, ниту Славе Гошев, ниту предпостава Ване Трајков немате нива во Куклишко поле. Тој проект го правиме за граѓаните од тој регион. Да нема пумпи, да нема трошење на гориво и така натаму. Се соочивме со проблем за неразчистени имотно-правни и фамилиарни односи кои што ни го закочија целиот проект година и пол. Сега дефинитивно сме малце во понапредна фаза, имаме издадено од општина Струмица и дозвола за градба на одредени делови од системот, меѓутоа кои што би биле 80%, сега ќе бараме привремена експроприација на одредени парцели од земјиштето и да дефинитивно се заврши и тој проект, за кој што 2 години подред во Министерството за земјоделие имаме обезбедено 800.000 евра и ни стојат тие средства, само треба да се реализира. Така да тие се одредени проекти кои што преку владата ние сакаме да ги реализираме и кои што сме ги ветиле на граѓаните. А во другиот дел исто така, како општествено одговорена личност, сакам да кажам дека ќе работам покрај спортот, за кој што ќе зборуваме сега во вториот дел, малку со социјално позагрозените фамилии. Значи, ќе имаме одредени проекти за посета на таквите луѓе, за одредена помош од наша страна. Тоа е замислено да почне веднаш, затоа и емисијата е користам во тој дел да ги најавам сите тие проекти кои што планирам да ги работа, се со цел да бидеме кај луѓето тогаш кога им сме потребни ние на нив. А не кога доаѓаат избори и кога тие ни се потребни на нам. Затоа што лесно е за изборите. За изборите сите одиме. Ги молиме, ги посетуваме. Меѓутоа проблемот е сега да отидете кај луѓето, така да тие се одредени насоки по кои ќе се движи. Да, со оглед дека спомнате таа програма од 2011, но имате уште 2 години мандат. Да. А имајќи во предвид дека Пишев имаше програма со на последните локални избори. Сега вие како пратени, ќе се заложите ли дел од програмата на Пишев да се реализира преку владата на Република Македонија? Значи, одредени проекти кои што сметате дека се од витално значење за Струмица. Дали со и вие и Пишев, мислам пратениците од Струмица, ќе се заложите да биде вметната? Не ова, туку за следните, имате уште 2 години. Да, значи, господине Трајков, така, јас покрај тоа што бев шеф на изборниот штаб, бев и координатор за изработка на изборната програма на господинот Пишев. И многу добро ја знам програмата, бидејќи јас лично се ме составил. Заедно со тим на луѓе, нормално, сам човек не може да сработи таква работа. Има една разлика, тоа е дека програмата се однесуваше на локална политика. И сега ние тука практично ги немаме геренциите. Нели рековме дека СДСМ повторно освои општина Струмица и во тој дел јас препорачувам. Значи препорачувам на господинот Заев и на општинската администрација убаво да ја погледнат програмата на ВМРО-ДП. И да побарат било каква помош за кое што мислат тие дека е потребно од наша страна за навистина да реализираме одредени проекти. И сите потребни работи кои што се во тој дел контакти со министерства и така натаму, ние стоиме апсолутно на располагање. Јас и во претходното мое гостување го спомнав тоа. Меѓутоа никој не побарал. Јас не можам да се нудам секојдневно во општинската администрација дали имате вие одредени проблеми со одредено министерство и така натаму. За мене, ако еден од топ 3 проекти на господинот Зоран Заев беше жичара на Ловен дом, проект кој што патен ВМРО-ДПМН 2009 го имаше во својата изборна програма, на кој тие многу јасно се исмејува, па кој ќе се возел со жичара, па дали стварно Силвана Бонева мислела дека ќе прави жичара, еве сега му беше топ 3 проект. Наместо тоа, мислам дека има многу поевтини проекти кои што ќе значат многу подобрување на животот на граѓаните на општина Струмица, кои што ќе ги најде во програмата на Васил Пишев. Например, кој? Например, средување конечно на оние поплави во Струмица, средување на влезовите во Струмица, проектот кој што го имавме за Таркајна. Јас денеска се враќав од Скопје преку Валандово, влезот од десната страна на Струмица најмалку личи на влез во Европска Струмица. Туку влез во една огромна депонија. Ние имавме таков проект за уредување на коритото на речното корито на Таркајна и оплеменување на тој простор. Значи, денеска таму имаме шут, смет
и прашина. Добро, имате и вие како влада, предпоставам преку Министерството за животна средина, Не, значи, инспекцијските органи може да реагираат, предпоставам. Не е проблем во реагирањето на инспекцијските програми. Господинот Заев се вади со тоа што старата депонија нели е затворена, моментално во Добрашинци не е отворено. Не сакам сега јас овде да зборам кој е навистина крив, прав и така напред. Не ме ни тоа ни целта на оваа емисија. Целта ми е да направиме одредени проекти кои што ќе значат подобрување на животот на граѓаните на општината. Јас сум дел од оваа општина Струмица. Јас и после изборите сум овде. И за време на изборите и пред изборите. Ниту имам намера да се селам, ниту пак моите деца студираат во странство или учат на некои други места. И Струмица е моја. И не може никој да ме земе како што е и ваше, и на господинот Заев, и на Пишев, и на секој од нас. Сите ние допринесуваме во буџетот на општина Струмица. И јас сакам да живеам во навистина убава Струмица. Ќе работите овие 4 години за да вашето име биде кандидат за градоначелник? Не, тоа е многу далек период. Многу далек. Да. Добро, Гошев, предлагам пауза за да се вратиме повторно за оние случувања за и околу струмишкиот спорт, односно ракометниот клуб Струмица Зоми Макем. Почитувани гледачи, ви благодариме се во моментов за вниманието со кое што не следевте за и околу политиката. Се разбира по една кратка пауза, се враќаме со разговорот со Славе Гошев, но овој пат како председател на ракометниот клуб Струмица Зоми Макем, кој што има реални шанси оваа сезона да излезе како дебитант во првата Суперлига и на ракометната европска сцена. Останете со програмата на ТВК.